денешната тема, мислам, насловот јас си го дав, псевдо-агапе, јас направих ова кованица, или привидна агапе љубов. Овој псевдо зборот значи лажно, фейк, ама јас го земав ова, зашто оваа љубов, што ќе збориме за неа, не е ни фейк, ни лажна. Таа постои, само некогаш ни се присторува дека агапе, а не е. Уствари, тоа е една од замките на лукавиот. Сега, имаме еден текст од прво Јованово послание, 4 глава од 7 до 13. Ама пред да влеземе во текстот, прво да му дајме малце контекст, да видиме за што се работи. Значи, Јован, поголемиот дел од историчари, значи теолози, се согласни дека ова послание што го напишал Јован е напишано после Евангелијата. И многу е слично. Јован е, знаете, ученикот што му бил љубениот ученик на Исус. И во Јован се наоѓа она најпознатата Јован 3:16. Ја знаеме сите, не? Бог го даде својот единороден син за секој што верува да не исчезне, туку да има вечен живот. Значи, за секој, не само за еден или за двајца. Сега, Јован во пишува на некаде измеѓу 70-та, мислам дека и 95-та година, а Јован се наоѓа или на Патмос во прогонство, или е во Ефес, во Турција. И до него стигаат, во еден момент, стига порака, дали преку писмо, тоа не можеме да го знаеме, дали преку човек, доаѓа некој вали му кажува дека во некоја црква кај што оние почнала работата, почнале црква, ама во еден момент почнале да тераат некако на криво. Се појавиле некои духовни лажни учители и некои духовници просветлени, ама без љубов. Односно, Јован се бори со некои учења, околу 5 учења, ама јас ќе спомнам само 2. Значи, едното е дека ја негираат телесноста на Исус. Они викаат дека Исус тука кога дошол бил привидение, сега он бил Бог, не бил човек. Ако не бил човек, ние сме изгубени денеска. Значи, бил и Бог 100% и човек. Малце е тоа тешко да му се влезе до крај, ама по дух можеме да го сватиме, ако некој сака да влезе во тоа. Втората е гностицизам. Гноза на грчки значи знаење, само не било какво знаење, тајно знаење. И третото, сега имам стихови, ама нема да ги читам. Во Јовановото послание точно има кои стихови како зборат за овие работи. И третото е учење дека можеш да го љубиш Бога без да го љубиш братот. Мислам, ние денеска знаеме дека тоа не иде баш така. И сега, ја вака го замислам тоа, се собрале луѓе, значи, во таа црква, и као ние сега сме елита, имаме некој тајно знаење, поблиску сме до Бога, и тоа ни дава за право дека не мора ние да ги љубиме другите. Ние имаме тајно знаење. Сега, ја мислам дека кога стигнала тоа до Јован, сам рекол, прочитал писмото и рекол, ма немој. Мислам, он им кажал у цело Евангелие предходно кој е Бог, што е Бог, каков е Бог и што бара од нас. И овие што се неколку стихови кои ќе ги работам, што ќе дојме до нив, предходно би сакал да ви како он го тера сега низ посланиево против нив, што правеле, сега ќе видиме, да речеме во 2, од 9 до 11, вика, кој вели дека е во светлината, а го мрази братот свој, тој е досега во темнината. А кој го љуби својот брат останува во светлината и во него нема соблазна или скандал. Тоа е едното. Другото е, значи, полека го води посланието до ова ние денеска најбитното што ќе го прочитаме. Другото е 3:10. Ова ми беше интересно, сега ќе видам кој ми беше интересно. Што правеле уствари? А кој го мрази... Не, тоа не. Се извинам, 3:10. Ево. По ова се познаваат Божиите деца и ѓаволските деца. Секој кој не врши правда и не го љуби својот брат или сестра, не е од Бога. Зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. И ова е сега, третото е во истава глава, е 17 и 18 стих. А кој има светски блага и го види братот си во немаштина, па го затвори своето срце кон него,
Како ќе остане Божјата љубов во него? Дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазик, туку во дело и вистина. Имало во тоа време, јас претпоставувам, а и малци истражував сега, не е баш како што си го замислувам таму тоа време, 100 години после Исус. Вајде имало некои луѓе, имале кеш у тоа време, ама не киле да помагаат. И како да се оправдаат, ние сме елита, имаме тајно знаење, нашето тајно знаење ни кажува дека ние сме близко до Бог, го љубиме Бог, ама тоа не мора да значи дека треба да го љубиме и блискиот. Среќа па ние го имаме крилото, апостолското верување, ницејско цар и градското верување, каде што таму точно пишува кој е Бог и што бара од нас. Така да овие работи денеска ги немаме. Ама ѓаволот секогаш бара некој начин како да се вметне во црквата и да си ровари. И сега, тоа што Јован се борел тогаш, црквите се борат денеска со исто. И сега не ќе ја некого да испоставам, зашто оваа порака дојде за мене, зашто ја ова го правам. Само ќе продолжиме понатаму со тоа, ќе биде третата точка. А сега ќе влеземе малце во текстот што ми го даде пастор Живко за денеска. И сега што им одговара на Јован? Јован на нив. Ова ја верувам дека го читале и црквата, ама и тие луѓе биле присутни. Зашто они се уште браќа? Не се они некои истерани, мислам, Бог нема да истера никој од црква. Тој само ако се отиде, си отиде. Бог ќе го укори, како што Јован ги укори. И сега Јован почиња од 4 глава, од 7 до 13, кажа вака: Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога, и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. И малце е тука, он така оштар. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Суштината на Бог е љубов. Ако е суштината на Бог е љубов, ако е суштината на Исус Христос љубов, замислете, ние сме Негова невеста. Каква сакаш да ти биде невестата или партнер? Па сигурно сакаш да биде на она ниво како што си ти. Значи Бог бара од ние да имаме онаа љубов што Он има за нас. Но не да имаме, како покажал Он љубов? Го љубел Бога и љубел луѓето. Значи, и вертикално и хоризонтално ја предал својата љубов. И истото го бари од нас. Сакајте го Бога, сакајте ги браќата и сестрите. Ќе продолжиме. Тоа е самата суштина на Бог. Значи, ние слободно можеме да кажеме дека Бог не мора да објаснуваме со зборови, ама мораме, пошто немаме другачие како тоа да го разбереме, мораме да пишеме Бог не љуби. Зашто не е суштината Бог? Не мора да напишеме дека љуби, љубовта е тоа, не мора да ставиме глагол љуби. Зашто не именка љубов? А глаголот е вршење на дејство. Љубовта не мора да врши дејство, таа е тоа, суштина, склопена. Добро, моце. Океј. Сега, тоа беше повик за нас, да се љубиме. Сега кажува, во следниве стихови кажува, уствари, како се манифестира љубовта. Дека љубовта е во ова. Не, се изминам. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Значи ова е малце сумирано Јован 3:16 што го кажува претходно. Он го кажал и претходно, но сега ги потсетува. Знаеме, Бог умре за сите. Значи секој што ќе поверува со срцето и ќе исповеда со устата ќе биде спасен, барем така кажуваат римјаните. Да не војуваме понатаму. И сега продолжува возлюбени. Иначе ова возлюбени на грчки не се дека Јован нас не кажува возлюбени. Мислам Јован дека не сме возлюбени од Јован. Он кажува вие сте возлюбени за Бога, не од мене. Мислам Јован ги љуби, ја љуби црквата. Ама овде овој збор се однесува како Бог. Значи он кажува вие сте возлюбени од Бог, не од мене. Така ги почиња писмата и ова го најдов и ми беше многу онака интересно. Ако Бог не возлюби така, и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел, ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов стана совршена во нас. Значи Бог никој не го видел, не може свето да го види Бог. Го виделе откровението Божие Исус Христос, ама Бог таткото никој не го видел. И сега, како ќе го види светот Бог? Бог може да го види светот, да речеме,
кога ме види мене како јас да речеме, или било кој од нас ја љуби својата партнерка, значи доаѓаме еден вака триаголен дел. Ти на јас и Бог. И тогаш Бог преку нашата врска, преку нашите односи се пројавува. Ама тоа е буквално, јас се сакам Тина зашто ми е жена, као таа е друга љубов. Ама кога ние сите ќе се љубиме со агапе љубов, таа е таа пожртвувана љубов, тогаш светот ќе ја види таа љубов и ќе го види Бог во нас. И на крајот доаѓаме до се и ова е малце. По тоа познаваме дека остануваме во Него и Тој во нас, што ни дал од својот дух. Значи тоа ни е како увереноста дека го љубиме Бога, дека ги љубиме луѓето, односно дека имаме таа агапе љубов во нас. Духот свет останува во нас. Добро, сега знаеме со Солуњаните вика не го гасете Светиот Дух, но ќе знам дали сега да објаснам или покасно, тоа се однесува уствари на тоа да кога ние знаеме дека сме во грев. Значи грешиме, сите паѓаме во грев. Нема еден да каже дека не паѓа во грев. Иако е христијанин, иако е повторно роден, паѓаме, можеби не секојдневно, ама паѓаме во гревови. Ние сме, маицата вика, мојот идентитет е во Христос. Да, мојот идентитет, што тоа значи? Наново сум роден и сега пак кажувам. И можам да кажам дека, и ќе го кажам со именки, а не со глаголи. Јас сум праведник, јас сум победник, јас сум светец, ама јас сум и слуга. И се во именки. Зашто? Зашто не можам да кажам за себе дека сум грешник. Не можам да кажам за себе, зашто ако јас кажам каков сум тогаш идентитет во Христос, па не ми е мојот идентитет, он не беше ни грешник, али беше слуга, беше и праведник. Ама ние сме праведници како именка, кои грешиме секојдневно или секојдвадневно во тело. И тоа ќе се усовршува. Понатаму љубовта ќе се усовршува и нормално, тоа е напишано во Библијата. Ќе се покаеме и Бог ќе ни прости. Ама како ќе се покаеме? Ќе се покаеме и више нема да го правиме истото. Нормално, мора да се случи вистинска метаноја, промена на некое понашање, на некои навики, затоа што мислам дека тоа е вистинско покаяние. Не е тоа секој ден е Боже прости ми, утре јас пак поново исто. Значи не го говорам ова, некој немојте да бидете испоставени, го говорам прво на себе, ја прво грешам секој ден. Можеби не грешам буквално со тело, ама грешам со умот, со мислите, со 300 работи. Да не се лажеме дека некој не е погрешен, дека некој не е грешен, зашто ако ние кажеме дека не сме грешни, ние не го правиме лажец. Зашто он кажа дека грешни сте и ви треба мојата милост, мојата благодат, за да бидете праведни. Кога ќе застанеме пред Бог, Исус застанува пред нас вака и Бог не гледа преку него. И вика, вие сте праведни, ѓаволот му вика, вади од таму списокот. Вчера ова, завчера ова, вчера жена му и дигна глас, овој ваму децата. И он вика, ама ја не гледаме, брат. Погледаш, Исус плати за нив. И ние можеме слободно да влеземе пред тронот на милоста и на благодата секој пат кога ќе ни е тешко. Само преку него. И фала Богу, фала ти Исусе, фала ти Господе, таков план што направи да дојдеш, да не спасиш, тука да не спасиш. Не е работа за вечниот живот. Мене ме спаси од тука, значи ме донесе, гледате каков живот имам сега. Јас не можам понекогаш да верувам. Вау, 40 години. Благослов ми е Тина. Чекаме деца. Што уште поише? Денеска ми е поракава, ја добив за себе, зашто ја правам некои глупости, ама би сакал, ако некој се најде, зашто бевме некне на свадба, кај Михај. Значи, игравме, се журкавме и све. И гледам, викам, каква црква ќе бидиме овие? Каква црква можеме да видиме? Ама, имаме некои работи, јас имам, може вие немате, јас имам некои работи, што треба да ги пораснам, за да допринесам да оваа црква порасне. Сакам оваа црква да порасне. Моја е, тука одам, немам друга црква. И ми било мерак еден ден да станеме така семејство, буквално. Кога последен пат, ја денеска тоа го размислам, не зборам за вас, за мене. Кога последен пат некој тука од црква мене ми рекол нешто за нешто да ме укори? А знаеме дека Бог кори. Значи, правам, јас ја зборам за мене, правам што сум ја peacekeeper. Не, чува. Бог не ги сака мирочуварите. Бог ги сака миротворците.
да твориме мир, а не да го чуваме. Еј, све е добро, кул, мирот си е, тука се чуваме. Не бе, брат. Удри. Удри по мене, удри и по тебе. У семејство секогаш има да се скараме, семејство сме. Ќе си кажеме некои работи. Нормално у љубов и ако не може, ја не можам да кажам. Јас сум таков тип. Ја ќе горам, ете, тоа ми е, ќе горам и после викам, ја нема да кажам, зашто ако почнам да кажам, ќе искочи све, така сум правил во минатото, сум ги расипал сите односи со луѓето. Зашто? Зашто не сум знаел да искомуницирам на време. Значи, сега со Тина се научив. И пак не можам со сите, ама со Тина научив. Значи, милиметар нешто да не ми одговара го комуницирам. За да не дојде тоа, опа, балончето, еден ден да пукнам и што? Да дигнам тон или не. Зашто тоа се такви ѓаволски работи. Браво. Може отидов превише напред, ајде да се вратиме сега на љубовта. Втора точка ја ставив љубовта. И сега, љубовта е абстрактен поим. Не можеме да го измериме, не е материјална, не се гледа. И објективно, стварно, никој не може да измери. И пошто е абстрактен поим, барав што е љубов. И има колку сакате дефиниции, и јас само напишав вака. Психолошки процес. Зашто ако продолжам понатаму, не објаснувам што е љубов, ниједна дефиниција не објаснувам, само дава примери како тоа абстрактно, значи абстрактно да го доведе до некое поимливо. Значи, они како објаснуваат, се ја овака пластично го кажам. Јас денес сум ми дал цвеќе на жена ми, тоа е љубов. Па можам да го правам тоа и без да имам љубов. Мислам, малце е тоа. Нема врска, ако е психолошки процес, психа е душа, значи се базира на три работи. Ум, емоции, ум и волја. И сега емоциите се страст, приврзаност, умот се проценките, очекувања од спротивната особа, не мора, значи не мора љубов не даваме само на женами, на децата даваме, значи тоа е работа да даваме у црква љубов, на луѓето, на сите. И волјата, да учествуваме во донесувањето одлука, да, јас ќе ја љубам, да, јас тебе ќе те љубам. И колку да сум ја у банана денеска и да не ми е окей, јас денеска ќе дојдам у црква и ќе ги љубам луѓето. Нема да ги гушкам, ама срцето да ми биде срце сменето од Бога, не срце на свиња, што би рекол мојот драг пријател Јоната. Не срце на свиња, срце на човек. Што Бог од камен ми го направи срце на човек. И сега тие се трите работи. И овие три работи се супер за секуларниот свет. Но кога доаѓаме до агапе, љубовта не може само психата, душата да стане, мора да има духовна димензија. Духовната димензија, односно библиското поимање ги содржи овие три, само кога ќе внесем и таа четврта духовна димензија, тогаш љубовта станува на агапе љубов. А што е тоа? Љубовта вика е плод на духот, нема друго. Излеана во нас од Бога. И тоа и потоа имате, значи без калкулации, без размислување, не престанува вика. Љубовта никогаш не престанува. Таа агапе љубов не престанува. И сега да не читам, знаете, има во Коринќаните 13 глава, мислам дека е у првата Коринќани, каква е љубовта. Само заради sake of time, како е било на македонски, господи Омаја? Во интерес на времето, браво. И после имаме динамика на љубовта. Сакав малце за љубовта да се држиме. И сега како идеме, каква е динамиката на љубовта? Мора да се почне од нешто и да се стигне. Нели имаме ние од Бог, вика излеана е љубовта. Сега каква е? Да речеме ова може повеќе да се однесува првиот чекор на љубов меѓу партнери, да речеме. И сега динамика има некоја почеток и кој сите знаеме како се влага врска. Се заљубуваш. Значи идеш на емоции, тогаш љубовта е чиста емоција. Нема тука рационалност, нема тука размислување, ти си слеп, брат, ти си заљубен. И оваа состојба на заљубеност, кој ќе ми рече некој, јас сум заљубен 20 години од жена ми. Не можеш, брат, да бидеш заљубен 20 години, зашто прво не сме создадени 20 години да бидеме заљубени. Зашто јас кога се заљубив у Тина, бев 6 месеци заљубен, 15 кила, не знаев шо правам, не знаев глава, така и не можев да спијам. Замисли 20 години така. И работа оставаш и све, Од 6 месеци. Нема шанси. Од 6 месеци вика до 2 години викаат психолозите, колку е тачно. Не. Еден човек, Бог, ја има таа заљубеност за секогаш во нас. Она што има една песна, Reckless Love of God, безумна љубов Божја. Само што он е способен за време на кога е он заљубен, он е нон-стоп заљубен. Од почетокот на светот до денес он е заљубен во нас. Он има таа пасија, страст. Знаете што е пасија? Го гледавте филмот. Замислете,
сакаш заљубен си и толку си по тој човек што дури и страдаш, знаеш дека е твој, знаеш дека тука има некој страдање во тоа. Само Исус е способен, единствен способен што може во тој момент да уклучи рацио. Многу е проблем кога сме заљубени и кога не можеме да уклучиме рацио. Исус своеволно го даде животот за нас, значи пазете, Исус го даде своеволно животот за нас да имаме вечен живот. Он го уклучи рациото и пак покрај сета рационалност, он вика, ниеден да не ме прифати како спасител, јас ќе отидам и ќе умрам. Јас ќе го дам мое, он има власт да го даде, јас ќе го дам и ќе умрам. А додека човекот, обичниот човек, не може да уклучи рациото. И така да некојаш некои работи може, кога сме заљубени, да не донесат погрешен партнер, може да донесе до самоубиство, до многу други работи. Ние тогаш не гледаме. Ама добро да не вакви теми. Мислам, се. Вториот чекор од ова заљубување сега идеме, значи малце сме со свестиле, влегуваме во фаза на рационалното. Почнеме да размислуваме. И што размислуваме прво, и уште една работа, баш ми беше интересно. Додека сме заљубени, ги гледаме маните на партнерот и сега она и се и колку е убав. Знаете, тој со Мерцедесот и кога оди тој малце по-полничок и види го каков е, и кога доаѓа во Мерцедес и пришано меч. Буквално такви сме. Значи, за партнерот сите мани и недостатоци нас не се окей, супер се. Ама кога ќе влезе во рациото, кога ќе влеземе, помени, тоа е тука сега почињаме да мериме. Чекај сега. Ушиве доста и доволно големи или мали. Ова за себе збор. Вредностите ги гледаме, дали делиме исти вредности, дали сакаме да идеме во ист правец на крај на живот, дали сакаме деца, дали сака, дали ја. И после тука влегува рациото. Ако реков дека љубовта е процес, а процесите може да бидат прогресивни и регресивни, значи може да бидат напред или назад. Значи сега ние идеме по чекорите како е да се стигне до нешто, али може љубовта во секој момент и да престане оваа љубов. Можеме нели да речеме готово, толку пријатно со здравје. Значи, кога ќе почнеме да размислуваме, тогаш више ќе сватиме дали ќе направиме следен чекор. Следниот чекор више уклучува волјата. Ако се решиме дека во добро и во зло, во и со уши и без уши, ќе ја сакам до крајот на животот, тогаш више доаѓаме до волјата. Тогаш ќе уклучуваме волјата и вољно кажуваме да ќе бидам со оваа особа, ја сакам цел живот, и во болест, и во све. И до тука е психолошки објаснета љубовта, според она претходно што објавам. Психолозите тука завршуваат. Тоа е заљубување, емоции, интелект и на крај волја, вие сте брак и тоа е тоа за нив. Ама ние, како христијани, знаеме дека има уште нешто, мора да има духовна димензија. Без духовна димензија, без Светиот Дух, ние имаме љубов онаа Бог што ни ја дава, ама не е таа љубов Бог што ја бара од нас. Тогаш следниот чекор е совршена љубов или оваа агапе љубов. Има која е мала разлика има многу. Мислам мала али голема. Светиот Дух. Светиот Дух доаѓа во нас. Кога имаме Светиот Дух, он сите тие три работи што се случувале пред да дојдеме до совршена љубов, он ги прочистува. Он не штити за време на заљубеност. Он не води кога мериме, да измериме дали стварно ние ќе бидеме со таа особа или се оправдуваме малце. И он ја носи одлуката со нас. И таа совршената љубов, значи таа е совршената љубов што е кажана во Коринтијаните. Не си го бара своето, има едно трпи, не знам дали не се проверил дали е баш добар тој. Мислам мене не ми е тој збор трпи, зашто не би требало никој да трпи. Може да биде што би можело место трпи. Кој збор би може да го употребиме? Компромис, ајде да речеме. Значи можем да направам компромис за нешто. Зашто трпење е малце тежок збор. Никогаш не го бара своето и совршената љубов, само совршената љубов никогаш не престанува. Нема, не престанува зашто од Бога е дадена, Бог ја всадил во тебе, Светиот Дух ја чува од тебе. И како се препозна најлесно? Ги љубиме непријателите, ги благословуваме непријателите. Другите три типа на љубови никогаш нема, никогаш. Се случува и луѓе во светот да се дотолку
да кажем, не знам, љубовта е од Бог, ја не знам кој на кого што му дал. Ама совршената агапе љубов во секој случај, значи нема или вака или вака, кај неа секогаш ги сакаш и ги благословуваш непријателите своји. Ќе видим можда и пократко. Можете. Сега, не знам дали знаете о грчкиот јазик, они имаат 4 вида на љубов. Едната е оваа агапе, Божјата љубов. Најчесто, кога сум слушал проповедници, кога сум читал, ја споредуваат со љубов на мајка према дете. Најчесто така. Другата љубов е филјо, пријателска љубов. И третата е ерос. Да. Физичка љубов. Има уште една четврта љубов. Таа се вика сторги. Не знам како да ја прочитам, не слушнав како се изговара, ама сторги. Ја оваа сторге ја ставам дека е таа привидна љубов. Привидна агапе љубов. Зашто ѓаволот многу може лесно да не излачи дека е агапе, зашто е многу блиску со агапето. Таа е семејна љубов, значи што ти доаѓа по дефолт. Роден си, брат ми е го сакам. Дете ми е го сакам. Значи, може да биде таа сторија, може да биде љубов насочена кон субјекти, а може да биде и кон објекти. Например, си го сакам родниот крај, си го сакам кебенцето, си го сакам мечето и така натаму. Сега, клучни карактеристики, вика, изборот кого ќе сакаш со оваа љубов се базира на пријателски врски, на роднински врски, на деловни врски. Значи, има некој услов, значи условна е. Само е толку суптилна, што многу лесно можеш ти во црква да ја пуштиш. И сега гледате. Зашто можеш да ја пуштиш? Зашто има такви топли емоции. Значи, ти дава емоции, не се лажни, не е она ерос, па само физичка привлечност. Не, него длабока е. Длабока е како го сакам брат. Како се ги сакате децата вие што ги имате. Тука нема лаж. Таа не е лажна љубов, таа е љубов дадена од Бога и затоа напишав привидна агапе, а не пишав лажна, зашто таа е од Бога дадена. Таа постои. Таква љубов сите луѓе имаат, освен психопати, секако. Значи мотивацијата на таа љубов е земја. Не е Божја. Значи може да искача таа љубов, да искача од навика или грижа. Зашто така сме научени, така е научиле нашите. Така сме воспитувани. Сега, во црквата може да се манифестира како круг. Знаете на кланови. Ја се дружам со него, вие се дружите, ние тука сме све окей, у круг. Сега, поради тоа што не ќе да се испостави така, не ќе ја сега да кажам дека у црквите, дека нашава црква. Мислам, секој нека си погледне во срцето. Јас сега го донесам на индивидуално ниво и го донесам зборејќи го за мене. Значи, јас сум тој што го правам кругот. Ја немам круг, ама сепак, јас со срцето имам. Говорко ми е поблизок, Фредерик ми е поблизок, со Никол се дружиме, Тина ми е жена и сигурен сум дека ако ја немам агапе љубовта во себе, а ја немав, признавам дека ја нема. Во еден момент и мораше ова да стигне вака, да си читам, да си медитирам, да ми каже Бог за некои работи што ги направи. Значи, ме разбирате, на индивидуално ниво гледаме сега. Некам да их биде црква, нема значи кланови, не правиме, секој знае. Секој сам си прави. Значи, не е тоа, ние тројца сме се договориле, клан сме се у црква. Ме разбираш? Него ја одлучувам кого ќе пуштам мојот круг. Жена ми е нормално во мојот круг. Секојаш, децата ми со мојот круг и сега имам од црква фаворитс. И работете што ја уствари мислам дека имам агапе, ама неам. Само не дошло уште момент, до сега не дошло момент у црква за тоа да ми се открие дека ја неам агапе. Дека имам оваа сторч. Дојде е вака преку Бог, а можеше да дојде и преку нас, доколку не бевме чувари на мирот, него бевме миротворци. Да речеме, ќе доеше некој... Сум дошол најмалку 10 пати у црква, свиснат. Така, не можам да гледам пола од луѓето, признам. Сум имал
problem некој ме стиснало све и она крај си. Им се не обвинувам никого, ама и ја не сум го направил истото. И ја не сум отишол да прашам некој како му. Не дека не се прашуваме, ама колку е тоа искрено. Се прашуваме само да се прашаме. Видете, го зборам ова, црква сте ми и сакам да растеме. Пасторот има млада црква сме. Тоа до негде не оправдува. Млада црква сме, 6 години црква седам, колку не е многу, а пасторот се бори и би ве замолил да се потрудиме да му помогнеме на Живко. Сака да има црква, Живко не сака да има тука стейдж, сака ова е алтар, не е ова стейдж, ова е олтар. Ако застанеш овде, застанеш олтар пред Бог, не е ова представа. Не сме тука да доаѓаме недела за представа. Мислам, ова луѓе го зборам за мене. Разбирате, немојте некој да се осети. Ја морав да се покам за овие работи. Ја морав да речам, леле Боже, колку сум бил у заблуда. И сега, што е работа проблемот? Проблемот че, кога ќе направиме тој круг, и некогаш, пошто не се тие луѓе блиски, занемаруваме нивни гревови. Не се тоа гревови. Може да бидат и гревови да занемариме, ама да речеме такви некои ситни понашања. Зашто некој да не да ми каже на мене, Панчевски, правиш нешто не е во ред? Зашто тоа луѓе, тоа ќе ја дигне црквата. Тоа ќе не направи семејство. Ме разбирате, кога можеме отворено да кажеме, брат, тоа не ти чини бе. Ми дојдеш, сега буквално нема да дојдеш да ме тепаш, да ми викаш. Ќе дојдеш и у љубов. Вика таму. Ако не послушам еден, отидете двајца. Ако не послуша двајца, викнете го пред старешинството црква. Ако не послуша и тогаш, пишува таму што и како. Ама стварно луѓе го кажам ова понизно и само ради наш раст. Сега ќе ви кажам, ова е сега, значи, зашто вистинската агапа е љубов. Бара да се мрази злото, а да се сака добро. Не трпи зло. Ја не викам дека има зло. Да не ме разберете, ама она не трпи грев, ајде да кажам грев. Па грешни сме, грев. Само вајде сите го криеме, јас го крием. Сам го средам со Бог, ама не е тоа работата. Кој ќе каже тоа е лажно. Не можам ја да речам, не треба никој мене да ме укорува у животот. Јас тоа го решавам со Бог. Абе го решаваш со Бог, ама ти пишал. Исповедајте ги едни на други. Па семејство се нормално. Како можам да ја кажам на Тина? Како можам на брат ми да му кажам нешто? Сакам да стигнеме до тој момент да може секој да каже без да се секира за било какви. Зашто јас не кажам да ќе се секирам од последици. Ми е страф од последици. Што ќе се случи после, како ќе ме гледат луѓето? Бе треба да видиме семејство, бе. Што и да се случи, утре ќе седнеме, ќе ручаме, ќе јадеме, ќе пиеме, семејство сме. Јас со брат ми, што и да си кажеме, не може да таа врска да се скине. Не може, значи. Треба нешто ван памет да се скараме, па да се скине. А ние сме тука поврзани со крв. Со крвта на Исус, и што кој сум ја поврзан со брат ми со крв, така сме и ние поврзани со крв. Значи крвна врска сме. Само што оваа крв не е нашата, него е најскапоцената крв од некој што дошол тука, Бог, човек, Исус Христос. Со најскапоцената крв. Онака да размислиме, јас стварно размислив, луѓе, ова е стварно за мене. И сега ќе кажам еден пример, што правам? Ме повреди еден брат. Ме повреди, стварно бев повреден срце нека време. Брзо беше. И се уште да кажем, ме повреди, ама нема врска, дека он е крив нешто. Ја каква перцепција имам? Моите очекувања. Он не е крив уопште. Он не знае дека ме повредил. Немал намера да ме повреди. Ме повредил. И тоа беше многу брзо од кога Живко ми каже дека ќе приповеда. И така све се поклопи. И како ме... Боже, фала ти, Господе. Фала ти што си толку милости да ми кажеш. Што направих јас после повредата? Овде, да не го барам, сум заборил да го ставам, мислам да, не, 5-16 изгледам. Да, 5-16. Вика, ако... И сега според мене тој брат греши. Според... Ја не можеме, кој сум ја да судам дали некој греши. Ама, пошто мене ми се случува, тој брат греши. И јас се нервирам. Знаете, пред некој време Живко кој рече, не дозволите да ви живее некој под кири од главата. И он ви живее од главата, ја стално мислам што ми се случило на тие повреди, се враќа. Наместо, што не учи Јован тука, вика,
Ако некој го види својот брат да сгреши, да врши грев, што не води ко смрт, не влагам сега у теологија да ви објаснам ова што значи, тоа некојаш друг пат, нека моли и ќе му даде живот. А ја дали се молев за тој човек? Или прво тоа човечкото, таа сторги, се појави сторги љубовта, се појави дека не е агапе. Место да го љубам и да земам да се молам, и јас сум многу паметен. Не го осудив човекот, го осудив гревот. Така пред Бог сум си многу оправдан. Боже, ја човекот го сакам. Како бе го сакаш, молеше за него. Да го сакаше со таква љубов, ми рече, јас што го сакам, и кога сум ти побарал да го сакаш, ти ќе отидеш и ќе молеше за него. Немаше да ти живее у глава 5 дена дека не решив дека сум го криво и реков, Боже Господи, те молам Боже, тргни ми ги овие говна од срцево, зашто ја више не можам вака, ќе се уништам. Те молам Господе, и дај ми ја таа агапе љубов, и ми ја даде за црква, ми ја даде за сите. И тоа е проблем. Мислам проблем. Проблем е што може сега да се излаже многу лесно. Ми ја даде Господ агапе, гото имам агапе сега до крај на живот. Немам агапе до крај на живот. Пишува дека треба да ја усовршуваме љубовта, значи да работиме секој ден да стигаме до тоа агапе. И сега ќе му кажам на секој, кој што ми рече Бог на мене, погледни си у срцето. Погледнете си у срцето, испитајте си дали живеете, зашто ја не живеев, еве, се отвори пред вас и кажам не живеев. Осудете ме, правите што сакате. Мислам, ама јас излегох од вака. Фала Богу. Не може за секојаш, ама излегох. И секој од вас може да излезе. Љубовта не престанува, љубовта е вечна и ако продолжиме вака, мислам дека сите оние духовни напади што ги имаме ќе престанат и ќе почнеме еден ден, ќе почнеме да растеме како црква. Онака, кога ќе израснеме како црква, како ќе бидеме онака благодарени и среќни. Ја и сега доаѓам не да сум цел хепи, уште 8:30 сум станал на сабајле кој е за црква и би отишел уште 8:30 у црква, ама не е изводливо. Ме разбирате? И сега би сакал, готова е проповеда, би сакал да станеме и да се помолиме за пасторот и за пасторката да им даде Господ, да им даде сила, мудрост. Знам дека сакаат. Не отвориле они црква за да доаѓаме ние у недела и да си поминуваме убаво. Отвориле црква за да бидеме семејство. Зашто на тоа сме повикани. Живко знае многу добро што е црква. Да нема некој главата дека нешто не знае. Знае и знам ја што му е целта. Знам дека му е целта кој ја што имам целта. Ама ајде нека ни биде на сите заедничка цел. Може? Фала ви. Фала ти, Господе Боже, што ја донесе оваа порака, Господи, и стварно ти ми помогна, Боже. Морам да ти признам, Боже, ти ми помогна, Светиот Дух ми помогна да ја извадам вака, зашто ја цела ноќ не знае, Боже, ова како ја не сум паметен, Боже, за ова да го извадам и да го пренесам вака, Боже. Те молиме, Господе, за пастор Живко, за пасторката Стефани, Господе, за нивните деца, за нивниот дом, Боже. Дај им, Господе, мудрост, сила, Господе, и енергија, Боже, да се изборат, да не сплотат, Господе, со Твоја мудрост, Боже, и со Твоја помош, Господе, да станеме семејство, Боже. Не за да не завидува некој, Боже, него да станеме семејство, Боже, и да одиме напред, да се дигнеме како црква, Боже, да донесеме нови луѓе. Само нови луѓе, Господе, нови души, што Ти си ги вдахнал, а сатаната сака да го земе тоа Твоето, Господе, он само дахот Твој сака да го земе, душите, Господе, телата не му се битни, сака душите, Боже, сака Твоето да го земе, Твојот дах. А тој ти припаѓа само на Тебе, Боже, и ние не разбираме дека го крадеме тоа од Тебе, Боже, му го даваме на некој. А не сме, Боже, ние не е наше, Боже, душата не е наша, Боже, Ти си ни ја дал. Духот не е наш, Ти си го вдахнал и ние така плитко си го продаваме и го даваме на непријателот, Боже. И Те молам, Господи, уште еднашка за водството на оваа црква, Боже, нека не сплоти, Господи, со Твоја помош. Се молам за секој еден, Господе. За секој еден се надевам дека некого добро порака, Боже. Те молам, Господи, за мојот дом, Господи, за мојот срце. Господе, чувај го, зашто ќе го изгубам, Боже. Со овакви глупости ќе го изгубам. Те фала Ти, Господи, за оваа порака. Фала Ти што ме тргна од влагата, Господи. Те молам, Боже, продолжи ова да го правиш. Продолжи ова да го правиш во мојот живот, зашто, Господе, сакам да одам по Твојот пат и не ќам више, Господи, да се тргнем и да се вратам таму кај што бев. Стварно не ќам, Господи. Не сум веќе сам, Господе, не ќам да уништувам и мојот живот и други животи.
Те молам, дай во Твојот дух, нека ми помага, Господи. Во името на Исус Христос, амен. Amen.